Добре дојавте во Зали против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Златко Перински, министер за локална самоуправа. Добре дојде. Добро вечер и благодарам на можноста. Министре, каде што срцето е дом. Ова е тема која што ја практикувате секојдневно, што се вели постојано сте на терен, но еве за гледачите бидејќи ве гледаат, но која е суштината на овие посети? Па, караванот кој што го нарековме каде што срцето е дома практично е продолжување на минатогодишните активности во насока на пред се запознавање, ајде да кажеме, со градоначалниците, а потоа и продлабочување на и интензивирање на соработката помеѓу централната и локалната власт. Овој караван пред се треба да ни отслика реалната состојба на терен, бидејќи како влада се деклариравме дека не сакаме да креираме политики затворени во 4 зида во нашите канцеларии, сакаме да го слушнеме пред се гласот на народот, а потоа и оние кои што имплементираат онаа политика која што ние ја креираме. И овој караван ни дава можност да отворено разговараме од една страна со градоначалниците и со членовите на Советот како креатори на локалните политики, а од друга страна па веќе во вториот ден имаме можност отворено да разговараме со граѓаните како конзументи на тие политики и на некој начин може да се направи и постигне на целосна слика врз основа на она кој капацитет и можност ги има локалната самоуправа версус барањата и желбите на граѓаните, и така ни дава нам па еден поинаков пристап кон решавањето на нештата. И третата фаза од посетата, практично третиот ден, ни е насочена во увид на градежните активности за оние проекти кои што ги практично самите локални самоуправи ги инвестираат и имплементираат врз основа на првиот јавен повик и средствата кои што оваа влада преку централниот буџет им ги стави на располагање на сите општини. Така, може гледачите да слушнат, може би во позадина имаме музичка подршка, се снима везилка, но ние одиме во живо, тие се снимаат така што да не се изненадат, но министреве, вие сте на терен постојано, како министер за локална самоуправа ги посетувате локалните самоуправи. Тоа е веројатно не е во ред за опозицијата која што постојано ве критикува зошто сте на терен. Тоа би било во превод кога министерот за внатрешни работи би бил со полицијата или пак министерот за одбрана со војската, министерот за земјоделие со земјоделците. Еве како министер за локална самоуправа, што барате во локалните самоуправи? Па убаво ја направивте оваа најава, помалку и комично е цела оваа квалификација од страна на опозицијата, која што при тоа па имаше 7 години да креира некакви одржливи системски решенија кои што на некој начин би требало да помогнат или да го зголемат квалитетот на животот на сите граѓани на државата. Ние, реков и пред малку, навистина сакаме да имаме близок контакт со граѓаните, заради тоа што тоа пак не држи свесни и будни постојано, бидејќи кога имате моќ политичка, кога можете да помогнете, навистина би било несоодветно да го одберете другиот пат, да декларирате некаква сива еминенција и да мислите дека само вие сте управо и се останато. Затоа сакаме да го задржиме оној принцип на отвореност кој што го почнавме од првиот ден. Јас сум убеден дека во таа насока и ќе продолжиме. На крај на денот, Љупчо, може било кој да не обвинува за било што. Јас во рамки на мојот ресор, а и мислам и моите колеги во владата и секако председателот на владата, нема да отстапиме ни милиметар од она што нам ни е зацртано како цел која што сакаме да ја постигнеме. И неколку пати се трудам да објаснам еве и во јавноста, а и во комуникација, да речеме во собранието сум имал прилика да разговарам и со пратениците од опозицијата. Наистина не можам да го сватам нивниот аргумент дека еве бевме обвинети и предизборно и така натака дека сето ова го правиме. Повторно ќе кажам некоја работа која што постојано ја споменувам во моите јавни настапи. Мислам дека Македонија нема комодитет ниту еден ден повеќе да креира непродуктивна политика и ние не можеме да чекаме или да губиме еден ден во насока на тоа дека сега влагаме во изборна година или не е во изборна година. Значи ние сме фокусирани да ги реализираме нашите стратешки цели и кон тоа стремиме и не отстапуваме. Еве колку општини до сега, ако имате нели математика направена што се вика, колку општини до сега посетивте? Мислам дека се околу 8 општини кои што ги посетивме. Во петок мислам дека одиме во општина Ѓорче Петров да направиме на увид на градежните активности. Веќе во сабота мислам дека сме во Студеничани. Генерално и тука сакам да го истакнам ова како аргумент, значи не се фокусираме на општините кои што еве да речеме градоначалници ги предводат од ВМРО ДПМН, напротив одиме секаде каде што мислиме дека имаме прилика да разговараме отворено и
и транспарентно и со градоначалникот како што споменав, а и со граѓаните и навистина во периодот кој што ќе следи без никаква селективност сите локални самоуправи ќе ги поминем. Значи не ги посетувате само скопските општини како што ве обвинуваа за предвремен почеток на кампањата, ги посетувате сите? Апсолутно, бевме неготино, значи ние не се ограничуваме. Сите македонски општини. Па тогаш ако е обвинувањето за предвремени изборни активности, зашто ќе се кандидирате за председател на државата, за председател на влада, па одите во сите општини, не одите во една или неколку, така? Па таа е, претпоставувам, нивната логика, но на крај на денот јас повторно кажувам дека ние не можеме да ги базираме нашите политики врз основа на тоа дали имаме изборна година или не изборна година. Ние треба како политичари да креираме решенија, да креираме проекти кои што ќе бидат и кои што ќе се реализираат секојдневно во нашиот 4-годишен мандат, бидејќи верувајте ми 4 години од еден мандат е навистина не е многу време за да се отпочнат и завршат поготово капитални инфраструктурни проекти, значи навистина сметаме дека не треба да изгубиме ниту еден ден повеќе во таа насока и навистина даваме се од себе да стигнеме секаде. 8 општини ви остануваат 72-3, но еве од досегашниви искуства има ли досега барем резултати од средбите, заклучоци некакви дали донесовте досега? Во првиот дел од средбите каде што имаме прилика да разговараме со градоначалникот и со советниците, тука повеќе сме фокусирани на легалистичкиот пристап, ајде да кажеме, во делот на законите кои што ги третира ресорот кој што го предводам и отворено разговарам и со службите во рамки на општината за да ги слушнеме пак нивните можеби предизвици со кои што во изминатите години се соочуваат и на крај на денот да некое законско решение адаптираме соодветно на потребите за да им дадеме поголем комодитет или поголема можност во насока на креирање и извршување и имплементирање на политиките. Многу бевме фокусирани изминатиот период во делот на предлог измените на законот за локална самоуправа како еден системски закон кој што навистина третира една многу сериозна и опфатна материја би нарекол. Од друга страна пак кога сме на средбите со граѓаните, навистина мене ми е драго што кога одиме и со председателот на владата, кога ќе ги видиме тие насмеани лица од аспект на тоа дека ќе се асфалтира некоја улица која што пример 30 на години била тотално запоставена или руинирана, кога ќе се направи некоја реконструкција на некој дом на култура, можеби кога ќе се имплементира некоја инвестиција во насока на подобрување на водоводна инфраструктурна мрежа, водоводна и канализациона мрежа, значи навистина тој фидбек пак кој што го добиваме од граѓаните, ни е мотив повеќе да продолжиме и да градиме во оваа насока. Значи покрај желбите на опозицијата нема да им удоволите, ќе останете на терен еве за финиш на оваа тема. Апсолутно. Така, апсолутно. Така. Одиме со останатите теми. Што би правеле Љупчо ако не одиме на терен и не разговараме? Од прва рака да ги дознаете и проблемите, но и да ги видите граѓаните. Ќе биде исто како досега за кое што тоа ние не го признаваме. Така, нешто што се обидувате да го промените меѓу другото. Апсолутно да. Така. Неодамна објавен и вториот јавен повик, општините на распаѓање ќе имаат цели 15 милиарди денари или 250 милиони евра. Да, вториот јавен повик го објавивме, мислам дека беше на 5 февруари. До 15 милиарди денари е сумата која што им е ставена на располагање на локалните самоуправи. Генерално се задржани двата критериуми кои што беа и од првиот јавен повик и тоа е во насока да немаат општините ограничувачки фактор во делот на тоа кој може, а кој не може да аплицира. Апсолутно сите се добре дојдени со проекти кои што мислат дека они се најсоодветни за нивните локални самоуправи кои што ги предводат и со проекти кои што навистина би требало да ја сменат сликата за нивната средина. Она што е добро во оваа работа е што дополнително оваа влада им го дава комодитетот на локалните самоуправи сами да го имплементираат проектот, што од една страна пак им помага и индиректно во насока на градење и на подигнување на кадарот и потенцијалот кој што самите локални самоуправи го имаат во рамки на вработените кои што секојдневно да речеме творат заедно со градоначалниците и тоа е ние мораме во иднина на тој начин да ги гледаме работите, не како што беше до сега да супституираме или покриваме загуби кои што ги генерирале локалните самоуправи, туку да даваме или креираме мерки и политики. Жвакате да им направите се да се научат и самите да ги прават работите, така. Кои што би требало да стимулираат раст и развој и на крај да генерираат една одржливост во иднина.
ние мораме и да се фокусираме кон обуки на кадарот кој што работи во локалните самоуправи, затоа што за жал, согласно модерните времења и професии, јавниот сектор станува се по-неатрактивен за младата популација и во таа насока треба да се трудиме да креираме и политики кои што би требало да го задржат или подигнат нивото на квалитет на вработените во рамки на локалните самоуправи. И мислам дека со овој проект, со првиот и со вториот јавен повик, и како помагаме заради тоа што имаат средства и можат да имплементираат самостојно проекти. Од прва рака подготвени ли се општините за ваква работа? Почнаа ли да аплицираат еве сега? Да, генерално јас сум презадоволен како и за првиот јавен повик, така и за вториот јавен повик. Согласно денешниот пресек, имаме поднесено вкупно 308 апликативни формулари од 43 општини, што значи дека повеќе од половината локални самоуправи веќе аплицирале со проекти. Бројката сама по себе говори дека до крајот најверојатно ќе надминеме преку 500 апликативни формулари за 500 проекти, што значи дека кога на таа бројка ќе ги надополниме и првите проектите од првиот јавен повик, кои што се 288 на број, веќе стигнуваме до бројка од над 700 можеби приближно и 800 проекти, кои што и текако ќе направат градежен бум во рамки на сите локални самоуправи на цела територија на државата. Така, при првиот јавен повик имавте, чинам, 288 проекти од 78 општини пристигнати, но еве, имате ли информации почнали да се реализира, до каде се, што се? Апсолутно да. Првиот јавен повик заврши некаде кон крајот на ноември. Потоа самите локални самоуправи имаа обврска да направат измени во рамки на нивните буџети, да направат ребаланси, да ги сменат своите програми, за да можат потоа да го почнат процесот на отворање на постапка за јавна набавка за избор на најповолен изведувач. И логично е да имаше месец или два пролонгирање на градежните активности, бидејќи оваа домашна задача они мораа да ја завршат. Потоа влеговме во дебела зима и навистина не беа возможни градежни активности да се реализираат на терен. Еве веќе сите овие проекти од првиот јавен повик почнуваат да го гледаат светлото на денот. 273 проекти се веќе или со склучени договори или во завршна фаза на склучување на договори. 7 од проектите се веќе завршени, остануваат само уште 15 на проекти кои што би требало или повторно да се објави јавна набавка заради X причини која што била неуспешна при првата објава, или да се објави првпат јавна набавка, но од 288 само 15 не се почнати, да речеме, еве со постапка. Навистина е соодветна активноста од страна на градоначалниците и локалните самоуправи и практично и бројката во вториот јавен повик која што имаме, а тоа е она која што ја споменав, 308 проекти, само по себе го потврдува фактот дека навистина спремно го дочекали вториот јавен повик. Имате увид во тоа за каков тип на проекти зборуваме во овие 288 проекти? Што се ќе добијат, да речам, граѓаните од ова? Па генерално ние овие средства ги дистрибуираме преку 6 ресори. Најголем интерес, морам да потенцирам, најголем интерес од страна на локалните самоуправи имаше во делот на инвестиции на патната инфраструктура. 225 проекти од овие 288 од првиот јавен повик се имплементираат практично преку ресорот Министерство за транспорта, нели нормално локалните самоуправи понатака ги реализираат во целост проектите. Втор по интерес, ајде да го наречеме така, е ресорот за животна средина. Тука имаме околу 40 на проекти. Генерално е многу широка сликата на проектите кои што се реализираат од првиот јавен повик. Значи имаме од реконструкција, како што рековме, на улици, од реконструкција или генерирање на нова водоводна и канализациона инфраструктура, потоа имаме инвестиции во делот на образованието со изградба на школи, имаме во делот на чистење на речни корита, имаме во делот на санација или градење на детски градинки и така натака. Значи буквално сите области се опфатени. Да не ми се наљути мојот колега Борко, имаме секако изградба на сали во првиот јавен повик. Така да навистина мислам дека дадовме еден комодитет како влада на сите локални самоуправи да имаат можност со што е можно повеќе проекти да аплицираат и токму затоа и ги направивме овие два критериуми кои што се неопходни за
за искористување на овие средства, се со цел да не ограничиме никого и јас навистина сум презадоволен како се одвиваат работите на терен. Од сите овие проекти, како министар, бидејќи сте виделе голем дел од нив, кога би издвоиле некој како најспецифичен, нешто што би било можеби најинтересно, нешто што би било чудно што го нема некоја од општините, дали може да издвоиме таков проект некој? Па знаете како, би било несоодветно јас да издвојувам заради субјективитет, да не се, мислам не сакам така да се свати. Но не мора ни со општина конкретна нешто како проект. Во суштина имаме една општина, да речеме, која што има инвестиција во комплетна поставување на инфраструктурни зафати во дел на една зона, и практично интенцијата на таа општина е да практично со оваа инвестиција мисли дека и како ќе го раздвижи економскиот момент во рамки на локалната самоуправа. Имаме помали општини, да речеме, за кои што нивните проекти, пример, би биле мали за големите општини, но за нив, за помалите општини во моментов се навистина огромни и од огромно значење. Имаме една реконструкција на една патна делница која што не е реконструирана 30 години и која што е, да речеме, од витално значење за таа општина. Еви како класичен пример ќе го спомнеме и чистењето и уредувањето на речното корито на Мала Рада во Драчево, проект кој што самата општина немаше, финансиски не е доволно моќна за да може сама да го имплементира. И кога бевме на увид на тие градежни активности, навистина луѓето дури и беа со неверување дека нешто ќе се случи, нешто ќе се смени, ќе се смени во тој дел. А со овој проект не само што ќе се уреди речното корито на Мала Рада, туку и ќе се хортикултурно направи целиот тој потек со пешачки патеки, нешто што било преполно со вегетација, дива вегетација, непроодно и така натака, одеднаш добивате еден потек повеќе од 1 километар должина, кој што би бил навистина можеби избиралиште во периодот кој што ќе следи. Многу е убаво да се гледаат, кога ќе видите дека овие проекти го добиваат веќе и го гледаат светлото на денот, навистина и фидбекот од граѓаните кој што го добиваме само дополнителен мотив. Така го менувате квалитетот на нечи живот, буквално кажано. Она што надвисна во работата на вашето министерство и на функционирањето на државата, би рекол, и измените кои што се потребни на законот за локална самоуправа. До сега чинам имавте 4 дебати, беа вклучени градоначалници, експерти, граѓански организации за промена, би рекол, повторно, бидејќи тоа во минатото не се случуваше, законите доаѓа апансас, па дури имавта со некои европски знаменца и ги поминуваа така, нели, штуро. Еве, конечно, нешто се подготвува како што треба, со сите нишани, што би рекол народов, но еве, докаде сте со промените и измените? Токму така, значи, повторно се одлучивме на максимално транспарентен и отворен начин да го отвориме единствениот, да кажеме, системски закон, кој што Министерството за локална самоуправа е одговорно. Тоа е законот за локална самоуправа. Го отворивме некаде кон крајот на октомври и до сега направивме 4 јавни дебати. Првата беше во Битола, Штип, Гостивари, последната во Скопје. На тие состаноци беа, како што споменавте, поканети сите градоначалници, сите советници, председатели, активни учесници во рамки на функционирање на локалните самоуправи, но секако и невладиниот и граѓански сектор, заради тоа што сакавме и другата страна да ја слушнеме. Секако можевме да го избереме и оној пат, да речеме, да го креираме во рамки на канцеларии, да го закачиме на ЕНЕР и понатака што биде, нека биде, но не. Навистина изгубивме 4 месеци, па веќе скоро и 5 тераме, заради тоа што сакавме да ги слушнеме сите чинители. Во моментов, минатата недела имавме една работилница заедно со експертскиот тим, при кој што ги креиравме предлог и измените. Јас очекувам веќе во утрешниот ден да бидат закачени на ЕНЕР, за да имаат сите чинители уште 30-дневен рок да можат да ни дадат предлози, сугестии и забелешки. Значи, покрај цело овој консултативен процес, повторно оставаме уште 30 на дена, дополнително да аргументираме со сите оние кои што мислат дека нешто плюс треба да додадеме или можеби одземеме.
Генерално, ако ми дозволите да кажам на што се однесуваат измените, тоа е можноста за референдумски отповик за градоначелник, која што во моментот мислам дека е насушна потреба. Да, заради тоа што градоначелниците се единствени функционери кои што немаат можност да бидат отповикани од кога граѓаните ќе им го доделат 4-годишниот мандат. Втората алатка која што исто така е многу битна за нас како општество, за жал, но е битна, воведувањето на комуналниот редар, со зголемени ингеренции во насока на измени и дополнување на Законот за комунални дејности и Законот за јавна чистота, кој што се надевам дека ќе предвиди покрај казна за сторено некое дело, во целост да се врати штетата, вредноста која што инвеститорот ја платил за да постави некоја урбана опрема и така натака и така натака. Навистина можеме да се бориме против овие девијантни појави и со превенција, но сметам дека сме стигнати до еден стадиум каде што за жал мала девијантна група на граѓани во рамки на нашите општества креираат слика за целото општество која што мислам дека не е соодветна и на крај на денот ние како држава мораме да си воведеме и механизми кои што би требало да го смени тој нивни мајндсет и на крај на денот да практично сите ја сватиме улогата на одговорност која што ја имаме кон јавното добро и јас сум убеден дека ќе постигнеме со едни вакви измени. Нема да важи ретроактивно можноста за отповикување референдумско на градоначалниците, во превод ќе куртуват сегашните оние кои што не одработија како што треба, нема да може да бидат сменети и да биде донесен закон. Нема да може да бидат сменети, но оние кои што не работат секако ќе ја платат политичката цена на престојните локални избори. Бевме многу внимателни кога ги креиравме предлог измените. Зашто? Заради тоа што сме сведоци дека живееме во едно општество каде што наместо некој да се фокусира на продуктивна политика, можеби е повеќе задолжен да креира политички циркус заради политички маневар од аспект на неуспешно креирање на политики. Навистина бевме внимателни заради тоа што не сакаме да дадеме аргумент на некои политички партии кои што во минатото се покажаа дека водат непродуктивни политики, да сето ова го претворат во политички циркус и затоа предвидовме, а наскоро ќе бидат и јавно објавени, еве јас само едно интро да соопштам, во првата и во последната година да нема можност да се користи алатката на референдумски отповик. Зошто? Заради тоа што никој не може да процени за толку краток период дали градоначалникот навистина работи или не работи, зборам за првата година, и тоа практично, доколку се случил таков референдумски отповик, би значело дека е базиран на политичка основа. А тоа е суштината, тука сакаме да превенираме. Така да и последната исто сметаме дека нема логика да се прави референдумски отповик, заради тоа што во очи на изборна година за неколку месеци известно е дека би имало смена на власт доколку некој несоодветно си ја сработил својата работа, така да внимаваме се уште и навистина сакаме да направиме едно решение кое што барем во следните 10 на 15 години ќе биде одржливо, ќе биде транспарентно и ќе биде лесно спроведливо. Тоа е многу битно. Значи не е само да ставиме свашта на хартија, а после тоа да ги боли глава оние кои што треба да го имплементираат. Значи треба да биде базирано врз основа на можности и потреби. Значи ова е ексклузивно да кажам за или против алатката, заштитата на оваа референдумска алатка од злоупотребата со неможноста за првата и втората година да се отповика, така? Да, има и уште некои нејанси, ама еве да оставиме да го види предлог измените на Законот за локална самоуправа светлото на денот, па ќе можеме да аргументираме по истите. Благодарам што гледачите на за или против има шанса да го слушнат ова прво, но имаше и за комуналните инспектори да се воведе можноста за за јавно корисна работа, така беше квалификувана, за оние кои што ќе злоупотребуваат, кршат урбана опрема и слично во аптеки и тоа можност? Па тоа веќе и е како можност. Мислам, е постоечка можност и предвидена е во Законот за прекршоци. Она кое што ние го разгледуваме во моментот како можност е како да се опфатат малолетниците да можат да извршуваат општо корисна работа, кое што пак се коси со некои правни норми кои што се во насока на заштита на правата на децата и така натака и така натака. Се прави и креира модалитет, ќе се види што е возможно, а што не е. На крај на денот, ние, како централна власт сега зборам, мораме да им дадеме механизам на локалните самоуправи
да сватат дека имаат обврска да си ангажираат редари, комунални редари, кои што ќе ја превенираат девијацијата во насока на оштетување на јавното добро. Тука сакаме, паралелно со тоа што ќе го препознаеме во Законот за локална самоуправа, заедно со Министерот за транспорт, господинот Николовски, да интервенираме во два закони за кои што он е одговорен, а тоа е Законот за комунални дејности, како што споменавме, и Законот за јавна чистота. И во двата закони има веќе постоечки и предвидени норми, но според мене, мислам дека тие норми се навистина, тие казнени норми се навистина незначителни и не превенираат девијантни однесувања, затоа сакаме ние тие казни да ги изголемиме. И не само што, доколку некој оштети клупа, да речеме, не само што ќе си ја плати казната, туку ќе треба да ја надомести и направената штета на инвеститорот, тоест на општината. На тој начин, сметаме дека некој можеби ќе се запраша дали би направил некоја девијација или оштетил некое јавно добро, заради тоа што утре ќе треба он или родителот негов да ја плати и покрие штетата на општината кај што се јавува како инвеститор на истото јавно добро. На крај на денот, не можеме да се сложиме како влада, а исто така и градоначалниците не поддржуваат во таа насока, дека ние не сме направили или не сме превземале ништо. За жал, овие работи би требало некој да ги види многу понапред и сега веќе да имаме разработен систем кој што само ќе го надоградуваме, а не сега да почнуваме да воведуваме нешто што во земјите од опкружувањето веќе функционира како саат. Така, за жал тоа се случува и со Safe City и со ова нешто, но сепак подобро некогаш отколку никогаш, нели би рекле. Мислите дека ќе ставите крај, ако не барем да помогнете во спречувањето на овие девијантни појави што се појавија токму со малолетниците, како што спомнавте, бидејќи стана тренд, мода да не речам, особено во Скопје и во поголемите градови, да се руинира, злоупотребува, крши урбаната опрема. Мислите дека ќе има ефект? Јас мислам и апсолутно сум убеден, инаку не би влегол во овој процес. На крај на денот веќе градоначалниците сваќаат дека и они имаат одговорност за да си ги заштитат своите собствени инвестиции. Не можат само да покажуваат кон централната власт. Видете, Љупчо, треба многу рационално и оперативно да гледаме на работите. Секогаш кога нешто ќе се случи во некоја општина, владата е крива. Што си направил ти за тоа да го спречиш, превенираш така натака? Па не знам, МВР требаше. Јас согласувам дека и МВР треба. И владата е тука како партнер. Не е спорно. Меѓутоа, треба да се погледнеш во огледало и да кажеш дека јас сум направил ова и сум пробал да превенирам. Ми треба помош, точно е, владата ќе се обратам до влада. Не сакаме ние да имаат комодитет во насока на, повторно ќе кажам, оние политички препукувања кои што на вистина им е прекуглава на македонските граѓани од такви приказки. Секој ќе си ја земе својата функција за која што си зима плата и за која што е платен од граѓаните и ќе си ја доработи. Можноста како механизам, ние како влада ќе им ја дадеме. Што можете да сторите во однос како локална, нели, Министерство за локална самоуправа, но и да им помогнете на локалните самоуправи да сторат околу оној сообраќајен хаос. Искрено да е до мене, ја би ја наредил цела земја со легнати полицајци, бидејќи ова е безобразно. Само последниве 2 дена имаме 5 жртви од сообраќајни несреќи, да, на магистрални патишта и експресни, но еве знаеме што се случува во градовите. Како можете да помогнете како министерство, но и како локални самоуправи да помогнат во, нели, средувањето на овој хаос? Она што ние како централна влада можеме да го направиме во насока на подобрување, ајде да кажеме, на сообраќајниот метеж и за главниот град, и за сите останати градови, е да им се даде поддршка на локалните самоуправи и во знаење, но и во средства за да можат да имплементираат поголеми инфраструктурни проекти. Тоа го правиме и со првиот и со вториот јавен повик. Имаме поголеми градови кои што навистина им е неопходен потемелен, посистемски и подолгорочен пристап. Тука не може со интервентни мерки да се смени целокупната слика и не може целокупната слика да се смени од денес за следната среда. Значи, треба да се навлезе навистина систематски и тоа да се постави на основа на која што е одржлива, како што споменав, барем да е 1 декада одржлива од сега. И во таа насока оваа влада како никогаш до сега пружила рака на локалните самоуправи, на сите, без исклучок. Без исклучок.
и во таа насока и ќе продолжиме. Дали ќе биде преку финансиски средства, дали ќе биде преку имплементирање на проекти во насока на подобрување на квалитет на воздух, дали ќе биде во подобрување на јавен сообраќај, на јавен превоз. Значи, од една страна интервентно помагаме за да ги придвижиме и подобриме условите иницијално со првиот и вториот јавен повик, а од друга страна креираме сет и низа на мерки која што системски би требало да има подобрување во сите овие области кои што не тиштат. Во рамки на вашата надлежност и рамномерниот регионален развој се преземаат ли активности на ова поле? Точно, тоа ќе биде и нашиот фокус од кога ќе завршиме со измените на Законот за локална самоуправа. Зашто? Заради тоа што најголемите фондови на Европската Унија се на име на кохезиона политика која што ја тангира која што го тангира рамномерниот регионален развој и за која што како држава можам со жалење да кажам дека каскаме. Генерално и сега ние како ресор спроведуваме две програми. Едната програма е за рамномерен регионален развој, другата програма е програмата за диспаритети, која втората програма би требало да ги намали јазовите, тоест разликите помеѓу развиените и неразвиените, а за првата програма, програмата за рамномерен регионален развој, се прави и степен на развиеност на регионите. Ова 24-28 е последната одлука. За жал, претходната влада исто така немаше донесена одлука за степен на развиеност и врз основа на степенот на развиеност, врз основа на коефициентот на развиеност на регионот, најразвиениот регион добива најмалку средства од оваа програма, се со цел за да се изедначат разликите. Средствата, можам да кажам дека се можеби незначителни за да се смени сликата, но затоа ни стојат на располагање огромни фондови и од Европската Унија, и од сите останати можности и треба да се искористат. Кога зборам на можности, мислев и на странски донатори кои што навистина вложуваат и инвестираат во оваа инфраструктура и сакаат да видат препознатлив партнер од другата страна за уште повеќе да се приближат кон нас и тоа ќе го направиме. Љупчо, мораме да се фокусираме на политиката на регионален развој заради тоа што тоа ни е иднината и во оваа насока мораме да креираме и профилираме професионални луѓе кои што во иднина би требало да ја предводат цела оваа работа. Со кадар морам да признавам дека во моментот кубуриме. Нашите странски пријатели, како што се Република Словенија, Република Унгарија, сега исто имав прилика отворено да разговарам, ни стојат на располагање за да ни го дадат цело нивно ноу-хау, цело искуство кое што изминатите 20 на 30 на години го имплементираат во своите земји, а на вистина нивните земји се корисници на итекако значителни фондови, итекако значителни свежи средства кои што влегуваат во насока на подобрување пред се на инфраструктурата. Ја спомнавте Унгарија, бевте таму, дали еве како што каже опозицијата, летнавте до таму, се прошетавте само и се вративте или не беше така, настрана што излажа едно 10 милиони повеќе ви ставија на сметката авионска, но еве имаше ли резултати Унгарија или само се прошетавте онака ради реда што би рекле? Сите позитивни практики од земјите во кои што имаме прилика да ги посетиме се добре дојдени и ни отвараат други виуги во насока на имплементација и креирање на позитивна политика. Јас првиот ден се запознав со мојот пандан од унгарската влада и ние веќе договоривме средба и состанок со него во мај. Се разбира врз основа на можностите или тој состанок ќе биде во Будимпешта или ќе се одржи во Скопје. Кој е послободен, ние и двајца да не патиме од комплекси, тој ќе отпатува, да речеме, кај својот колега. Во суштина, и со двајцата мои колеги, и со словенскиот колега, и со унгарскиот колега со кој што досега сум имал прилика да се сретнам, јас бев прилично изненаден кога и двајцата ми рекоа никој досега не ни побарал помош, консултација, да не праша за нешто. Што е срамота да прашате или да пресликате нешто што позитивно се одразило на останати други 3 милиона жители, да речеме? Зошто да не се консултирате со некој кој што многу позитивно имплементира една политика која што е пример за европските земји? На што се должи таа незаинтересираност, индиферентност? Кажавте и за ИПА фондовите, никого не го интересирало, странците даваат пари, никој не ни нуди проекти за да ги земе, тоа е факт кој што се повторува со децении, не од вчера. На што се должи таа индиферентност? Не можам да објаснам, стварно не можам да објаснам. Дали можеби
имала некаква резистентност од страна на ресорите кои што биле само владени. бендисаност ли што? Не можам да објаснам, не сакам само едната страна да ја кажувам дека е кривец, може би има кривци во другите области зашто тие работи не се имплементираат, но замислете, ако овој податок постојано го споделувам во јавноста затоа што на вистина ми е параметар кој што сакам Македонија да го постигне. На име на кохезиони фондови, Република Словенија во изминатиот финансиски циклус успеала да обезбеди 3,2 милиарди евра наменета на име на кохезиона политика, на кохезиони фондови, кои што директно се одливаат во подобрување на животот на ниво на локална самоуправа. Замислете вие за 4 или 5 годишен период во државава да влезат 3,2 милиарди евра кои што ќе се поделат помеѓу 81 локална самоуправа. Зар мислите дека сега ќе збориме се уште за проблеми од аспект на тоа и нема канализација во некое село и така натака и така натака. Ние треба тој степен на развиеност нам треба да ни биде реперот, крајната точка која што сакаме да ја постигнеме. И ја навистина немам никаков проблем, ниту па его, да побарам помош во насока на знаење, кога од другата страна гледам дека луѓето се расположени да помогнат. И тоа ќе го направам и не гледам пречка зашто да не го правам. Една тема која што многумина ставаат надвор од ова и вашите надлежности, но сепак мислам дека е поврзана со целокупниот живот сите министерства во државата, сите сектори. Зборуваме за иселувањето. Еве некој ќе рече што па има локалната самоуправа, но мислам дека има што вие со вашите надлежности и можности можете да направите да се спречи таа рак рана буквално кажано на македонското општество, нешто што не тишти исто така со деценија, сега веќе зема и прогрес и замав да се спречи иселувањето на млади од државата. Еве кажавме на страна и во другите земји каде што се користат други работи, самото тоа да влегуваат толку пари, луѓето ќе останат. Што може да направите вие како локална самоуправа и министерство за локална самоуправа за да ги задржиме младите дома? Добро споменавте, иселувањето е глобален тренд, не е само проблем кај нас, меѓутоа кај нас можеби е поизразен во изминатата деценија заради состојбите во која што нашите граѓани живеат, поготово во внатрешноста на државата. Јас заради професијата која што ја обавам, навистина сум имал прилика да шетам скоро низ сите краеви од Македонија и можам да кажам слободно дека ги разбирам тие луѓе кои што ја бараат среќата надвор од границите на нивните родни огништа, заради тоа што условите во кои што би требало да живеат се навистина несоодветни и поготово за овие модерни времења во кои што живееме. Она што ние како влада го превзимаме како чекор е токму тоа. Од една страна интервентно да пробаме да ги надминеме сите овие препреки, сите овие базични проблеми кои што ги тиштат граѓаните. Паралелно од друга страна градиме капацитети на ниво на локална самоуправа, самите локални самоуправи да имаат поголеми приходи врз основа на поголемо и посоодветно собирање на сопствените извори на финансирање. Па затоа сакаме да им направиме на сите локални самоуправи ажурирање на базата на даночни обврзници, за они да можат да имаат поголем прилив кој што самостојно ќе го распределуваат и инвестираат на нивната територија. Дополнително, во периодот кој што ќе следи, покрај обуките кои што ги даваме на општинските советници, мораме да се фокусираме во креирање на соодветен кадар кој што ќе треба да ја носи локалната политика, кој што ќе треба да знае како да имплементира проект, како да заштеди, каде е најбезболно да се инвестира, каде е најпотребно да се инвестира, на кој начин и така натака и така натака. Значи тоа се процеси кои што оваа влада паралелно ги работи. Ние не сме рекле сега дека само ќе даваме средства на општините, а при тоа нема за година, 2 или 3 кога ќе им ги овозможиме овие алатки да ги условиме и на крај на денот да ја видиме и нивната продуктивност. Затоа што и како влада цениме дека не е соодветно владата да биде секогаш заштитник на локалните самоуправи. Владата треба да биде стимулатор за локалните самоуправи согласно процесот на децентрализација, застанат и самостојно ја обавуваат својата улога која што ја имаат.
Младите ги тишти економската состојба, неможноста нели да успеат во правосудниот систем да направат било што, криминалот и корупцијата. Дали она што го прави македонската влада овие 8 месеци, новата македонска влада, чии што дел сте вие, исто така им дава надеж, новите проекции премиерот ги соопшти вчера околу БДП-то нели во Македонија, што ќе биде нешто ново, исто така за нас, нешто многу повисоко од очекуваното или она што беше претходно, неве, и борбата со корупцијата и криминалот. Повторно еве денеска сме сведоци, паднаа неколку тајкуни поврзани со бизнисот со мазут во државата, не дај Боже ако бил канцерогени и се. Што ова што се случува во државата и како влијае врз себе токму врз младите, дали ќе им помогне исто така да останат овде? Па јас искрено се надевам, заради тоа што навистина председателот на владата и можам да кажам слободно и цела влада влегоа многу транспарентно, отворено, можам да кажам и храбро во насока на надминување на принципот под наводници како до сега, заради тоа што тој принцип нас не донесе до непосакувано место за живење, првенствено за граѓаните кои што навистина вредат и кои што можат да придонесат во насока на подобрување на состојбите во нашето општество. И јас сум убеден дека и она што го прават останатите ресори во рамки на владата и како ќе придонесе во зголемување и подобрување на квалитетот на живот, заради тоа што не можеме ние како влада да очекуваме лојалност од граѓаните кога системот не е лојален кон нив. Значи тоа е двосмерна улица. Државата треба преку системски решенија да се грижи за своите граѓани. А верувајте ми, дури тогаш граѓаните најмалце 3 пати повеќе ќе прикажат лојалност кон својата држава. Тоа е тоа што ние сакаме да го поставиме како темелна вредност, ајде да кажеме, на секој иден функционер. И потоа ќе се запрашаат што можат и тие да сторат за државата. Апсолутно. Да. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме и за уште една рака рана на македонското општество, се вика загадување, што локалната самоуправа, но и Министерството за локална самоуправа може да сторат за тоа. Ќе спомнеме секако и за Скопје. Останете со нас, одиме со кусиот блок реклами, со нас е министерот Зватко Перински. Останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е министерот Зватко Перински. Министер, загадувањето како глобално македонска тема, бе рекол и глобална тема, не е само македонска, но еве особено во поголемите градови. Што вие како локална самоуправа и Министерство за локална самоуправа, локалните самоуправи раководени од вас секако или подпомогнати, може да сторат околу оваа тема која што исто така е страшна тема за Македонија? Навистина е страшна тема и тоа е проблем кој што доколку некој потрезвено влегол да го решава изминатите години, сега ќе имавме некакви решенија. За жал не е така и за жал во овој процес нема магија, туку ова е навистина процес и мора да се размислува со трезвена глава и да се влезе веднаш во негово отстранување, ајде да кажеме, бидејќи навистина е акутен проблем за цело наше општество. На крај на денот сите ние ги чувствуваме последиците од оваа аномалија. Што направи оваа влада во изминатиот период? Ги детерминираше во целост предизвикувачите. Во моментот сме во фаза на креирање на одржливо решение кое што би треба да го спречи пред се загадувањето во периодот кој што ќе следи. И ова е процес кој што можеби ќе потрае. Значи, ние не сакаме да креираме илузии во јавноста, ние кажуваме дека и одговорно тврдиме позади, одговорно стоиме позади она што ќе го кажеме, дека ќе влеземе да продуцираме онаму каде што можеме гасни централи, кои што ќе можат да го подобрат, тоест превенираат загадувањето, аерозагадувањето од системите за грејење. Тоа е едната работа и не сме фокусирани само на територија на Скопје. Напротив, и во изминатиот период сведоци бевме и на инвестиција во Богданци, во ветерниот парк, исто така и во инвестицијата во Битола, во зголемувањето на капацитетот од фотонапонската централа, така да ќе и во периодот кој што ќе следи ќе има дополнителни и соодветни решенија кои што ќе бидат насочени кон надминување на оваа аномалија,
Дополнително се разгледува можноста да се забрани продажбата на огревно дрво која што има влажност над 20%, заради тоа што пак тоа стимулира 70% повеќе токсични повеќе ослободување на повеќе од 70% токсични материи во воздухот. Се размислува модалитет на субвенција на печки и котли кои што би имало 95% искористеност на топлинската енергија, значи еден цел сет на мерки која што на среден рок би требало еднаш за секогаш да ја затвори оваа проблематика. Најголемите проблеми на општините, не само на Скопје, и на останатите поголеми градови, се и јавниот превоз, тука и комуналната хигиена. Се правили нешто и може ли како министерство да направите и на ова поле нешто? Па тука би требало да даде свој придонес комуналниот редар, кој што би требало на дневна основа да казнува и превенира несоодветно одлагање на отпад, исто како и несоодветно постапување кон јавното добро. Сообраќајниот хаос исто така во фаза на евалуација сме на можности, не само за главниот град, туку и за сите градови каде што има јавен превоз, да се помогне со интервентна набавка за од 100 до 120 електрични автобуси, а секако и да се придонесе во насока на подобрување на организацијата на целосната патна мрежа, во насока на подобрување на квалитетот на јавниот превоз. Кога мислам на целосната патна мрежа, не мислам на парцијални решенија од Лисиче до Ѓорче, туку навистина мислам на цела територија на локалните самоуправи, и за градот Скопје и за останатите општини. Значи, секако сакаме да направиме или сакаме да продуцираме решенија кои што нема да бидат парцијални, кои што ќе бидат оптимални врз основа на трошокот кој што треба ова општество да го одвои за да се инвестираат во вакви крупни, би рекол, проекти. И во таа насока мислам дека сме на добар пат да понудиме нешто што ќе биде навистина одржливо и навистина версус трошокот кој што треба како општество да го дадеме, ќе биде навистина прав погодок. За крај би рекол да крајот делото го краси, но намерно не сакав да го потенцирам тоа, бидејќи мислам дека е пренагласено. Вие сте на терен, си ја работите својата работа како министер, буквално не застанувајќи. Знам и од вашите колеги што кажуваат буквално не се вртите дома, но остануваат вашите аспирации, односно амбиции за градоначалник на град Скопје. Да, мојата амбиција за градоначалничкото столче сум ја соопштил во јавноста и навистина немам што повеќе тука да додадам. Мене ми е многу драго што во рамки на мојата партија ВМРО-ДПМН ќе се профилира најсоодветниот кандидат и практично идниот градоначалник на град Скопје, кој да биде. Верувајте ми, кој да биде, на крајот на денот ние најголемиот дел од потенцијалните кандидати веќе имаат своји одговорности во рамки дел на функционирање на локално ниво, дел на централно ниво, така да навистина даваме се од себе, кој да биде од нас, сите ќе застанеме еден позади друг. Така да ве уверувам во тоа и нека бидат Скопјани спокојни. Ви благодарам што бевте мој гост. Ви благодарам и на вас за можноста. Ни беше чест. Исто. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.